Ете ти ја белјата. Добро, доаѓам. Се уште ли не спиеш? Не ме оставаш да заспијам. Престани со таа навика да не одговараш на телефонски повици. Прекини ти со твојата навика да доаѓаш кога сакаш. Јас се грижам за тебе. Не си ми ни мајка ни татко за да се грижиш за мене. Јас ќе разговарам со Полат Алемдар. Врз основа на што ти мене ми претиш? Смрдиш на алкохол. Пушти ме. Пушти ме боли. Каде се нашите? Никој ништо не знае. Како не знае? Синоќ имало една случка. Излегли и веќе не се вратиле. Каква случка имало? Се скарале со Полат Алемдар. Зашто се карале? Не ли е чудно името на толка Турција да биде мистерка? Да, чудно е. Но повеќе ме чуди што им давате толкава поддршка. Денеска во сите земји од Блискиот и Средниот Исток кај луѓето се појавува насмев кога ја спомнете Турција. Истото е и во Африка. Порано само вие ги контролиравте тие земји. Не разбира што сакам да кажам, Гинтер. Кога тие земји ги контролиравме ние, англичаните или римјаните, никогаш името на таа држава не им значеше ништо. Никој не беше насмеан. И не ме нервирај. Зошто толку многу се плашите од делувањето на мисирката? Мисирката се надувува. Надувува и на крајот со најнепријатен глас ќе направи само обична. Може ли мисирката да лета? Вие, држава Орел, ја земате мисирката да лета со вас. Да, ја носиме на својот грб при летањето, Гинтер. Орелот го носи својот плен највисоко што може и оттаму ја фрла на земјата. Жртвата ќе се распарчи на земјата, а Орелот така ја јаде својата жртва. Името мисирка е возбор. Но турците не се мисирки. Може би се преправаат дека се тоа, тие се волци. А волкот и после 1000 години успева да го спаси своето стадо од местото кај што е заглавено. Кого тие ги спасуваат? Арапите, персиците, курдите, босанците, албанците и сите останати муслимански народи. Наскоро тој бран ќе ги зафати муслиманите од далечниот исток. Мислиш дека турците одново ќе го воспостават халифатот? Нема потреба од халифатот. Вие подобро ги познавате муслиманите од мене. Тие секогаш се собираат околу најмокниот помеѓу нив. Истото се случува и при нивното клањање. Така ли е? Гинтер, каква е состојбата со муслиманите, односно турците во Германија?
Се клањат ли таму во еден истрет? Тоа нема никогаш да го дозволиме. Вашиот предок, а мој согреѓанин Маркс, рекол дека верата е афион. Ние со разни афиони ги успиваме нив. Во последните 30 години потрошивме милиони и милиони евра за да ги разделиме по јазик и секташка припадност. Јас не ве разбирам. Вие сте припадници на една иста религија. Едниот од вас работи за интересите на Израел, а другиот за интересите на Америка. Како е можно тоа? Тука нема ништо чудно. Јас сум на страната на најмоќниот и, поставувајќи ги своите правила, управувам со целиот свет. Шамер пак веле, веќе не ми треба вашата заштита. Ние доволно ојакнавме. И сега може сами да одлучуваме. Не го велиме тоа. Да не сме ние, ниту Америка нема да постои. За мене предност има Израел, а за него Америка. Јас со турците не би играл толку опасна игра затоа што со нив живеев заедно 1000 години и многу добро знам колку тие се добри кон своите пријатели, а колку се немилосрдни кон своите непријатели. Тоа е причината поради која Шамир не ги открива тајните во светот. Викиликс ли? Тоа нема врска со нас. Нема. Во тоа не веруваат ни деца. Точно е. Директно не ги објавувате вие. Го објавуваат вашите кои се внатре кај вас. Ние да објавуваме. Тогаш немаше Турција да ја прикажеме толку чесна и моќна. Сепак имаме толкова моќ за да исправиме и преобразиме некои работи. Ние секогаш ги штитиме нашите интереси и тие што ни помагаат во нашите интереси. Гинтер тоа многу добро го знае. Тој воопшто не се меша во работата на заштитниците, на нашите интереси без разлика дали тие работат прљави работи. Така ли е, Гинтер? Секако. Но морам да исправам појавената грешка. Го знам тоа. Гледаш ли, мил мој Шамире? Можеш да го контролираш светот со глобализацијата. Можеш да ги контролираш и луѓето. Но за да управуваш со нив, ти требаат луѓе и армии токму такви како што е полат. Ти се обидуваш да го контролираш полат преку терористичка организација, додека јас го контролирам преку неговите непријатели. Вие никогаш немавте успех, а јас секогаш бев успешен. И ќе бидам. Ово е водачот на разузнавачите. Човекот е гад. Многу почитува дадениот збор. Тој не се ли пензионираше? Во оваа работа нема пензионирање, Џан Полат. Како навлегле во овакви прљави работи? За тебе е прљава работа. Тие собираат пари, а при собирањето ги чистат прљавите работи. Што прават со парите? Ги користат за државата и за народот. Има многу фирми и издруженија. Знам дека таму ги префрлаат. Соработуваат со терористите, а потоа им ги земат парите, така? Како се запознати со нив? Се запозна во Анкара. Немав директна работа со нив, но не видов ништо лошо од нив. Ниту им направив нешто лошо. Јас сум превозник, гумата да ти пукне, ке имаш работа со државата и мораш да имаш добри односи со секого. Знаеш ли што ме нервира? Велат растурени се 16 турски држави, а се основани 17. Според мене ни една од нив не е растурена. Внатре во оваа држава има уште 16 држави. Од кој народ се овие што имаат своји држави? Џан Полат, што велиш? Што да направиме?
Колку што знам, ти ги ликвидираше тие луѓе. И сигурно ќе има некоја реакција. Земав копач и лопата во рацете, Зулфиќарага. Да бев на нивно место, ќе се сокриев и немаше да се поздравувам со Полат. Но ако има некој лут помеѓу нив, ти одржувај добри односи со него. Ти благодарам. Не ти требаше, Зулфиќарага. Како не требало? Време е за Ашуре. Навлеговме во месец на Мухарем. Нека ти е на здравје. Навистина за нас, веќе секој ден е ден за Ашуре. Секое место е Кербела. Знамето на светоцот Хусеин е знаме на тие што се борат против тиранијата. Дај Боже, ние никогаш да не го испуштиме од рака тоа знаме. Тоа свето знаме ќе се вее се до судниот ден. На ваков или на таков начин. Повели, Јашарага. Пријателе, сватив дека си скржав. Не сакаш да дадеш пари за сладко. Тогаш ја да те честам едно кафе, може? Може би 40 години ќе се сеќаваме на тоа. Срамота, срамота. Ниеднаш досега не ме покани, потоа се буниш, така? Ете сега те канам, пријателе. Повели, Ке дојдам ако ми кажеш за Кенан Еврен. дојди ќе ти раскажам. Ти благодарам. Тогаш јас да зборувам со тој човек. Разговара и извести ме за резултатот, Зулфиќарага. Разбирам. Бато дојде на Гај, сака да разговара со тебе. Нека дојде. Повели. Не можеме да се видиме, Гај. Повели, ајде. Фала Богу, одамна немате потреба од болницата. Добро велиш. Добро е кога со тебе поредко се гледаме. Јас одамна сакав да разговарам со вас, ама одбегнував. Се случи нешто? Да не побегна Абдухи повторно. Добро ќе биде да побегне. Има проблеми со алкохолот. Абдухи, Го опоменувам, ама тој не сака да слуша. сигурна ли си? Сигурна. Самата се увери во тоа, а и од резултатите се гледа. Боже, Боже. Зошто и од кога? Ние постојано сме заедно. Пие кога ќе отиде дома. Ми вели дека тоа е поради несоница, но јас мислам дека не е само тоа. Има нешто друго? Не, Добро, Гај, јас ке разговарам со него. не би сакала да дознае дека сум дошла тука.
Не се грижи, нема да то знае. Ерхан нека те послужи со Ашуре. Јас сега треба да излезам. Ерхан, а Духија не треба да знае дека га дојде тука. Во ред, бато. Да не се заљубени овие? Каква врска има тоа, Ерхан? Јас ќе ви донесам Ашуре. Полат Алемдар ми кажа дека сте сакале да ме видите. Седи, Баран. Вие разговарајте. Јас имам малку работа. Ви благодарам. Добре дојдовте, повелете. Не требало да се мачите. Повелете. Човекот стана историја. Не остана ни една биста од него. Само по некоја фотографија. Што значи ова биста овде? Колку си љубопитен. Веднаш почна да поставуваш прашања. Прво праше за мене. Што ми се случило, како сум, што правам. Нека ти е сопомин, што се случи? Незгода. Понекогаш се случуваат несреќи. Тоа ќе ти се случи штом ќе помислиш дека тебе ништо не те снаоѓа. И тоа кога си најсамоуверен. Штом помислиш дека другите можат да доживеат несреќа затоа што се неспособни. Невнимателни, не знаат да возат како мене. Некој приучен ќе излезе пред тебе и ете тогаш и самиот ќе доживееш несреќа. Добро што колите имаат ербек, па си се спасил, не си починал. Инаку... Не е воздушното перниче, туку од појасот. Јас не возам без сигуресен појас. Види, пак употребуваш големи зборови, не возам, не правам. Добро, Полат Алемдар. Ќе употребувам мали зборови со тебе. Штом ќе видам голем човек пред себе, сакам да употребувам големи зборови. Ама со тебе нека не биде така. Да ти раскажам за моето детство. Повелете. Благодарам. Татко ми шверцуваше со мазги. Шверцуваше стока од Сирија и Ирак. Сите мои чичковци и братучеди го правеа тоа. Добро заработувавме. Во време кога имаше судири помеѓу левичари и десничари, тогаш нашите највеќе заработуваат шверц со оружје. Се случи војниот удар на 12 септември. До тогашните пријатели ги затворија сите мои блиски. Само јас останав надвор. Бев малолетен. Инаку и мене ќе ме затвореа. Семејството ни е многубројно.
Ни требаа многу пари. И за нас надвор, и за тие што се во затвор. Побарав заем од кметот. Ми рече, ќе ти дадам под еден услов. Го прашав, што е условот? Имам стока што ќе однесеш во Истанбул. Тогаш не долг, туку уште и ќе заработиш многу пари. Кметот ја донал стоката на 11 септември и му останала во рака заради пучот. Како ја пренесе? Какво пренесување? Жандармеријата не дозволуваше животните да ги префрлиш од едно во друго село, а не да пренесуваш роба. И тоа во Истанбул. Имав слушано за Истанбул на телевизија. Не ни знаев каде се наоѓа. Бев збунет. Му реков дека ќе му јавам. Земав малку долг и тргнав на пат. Отидов во кафана и гледам телевизија. Во емисиите можеш да видиш колку сакаш генерали. Си помислив. Лесно ќе беше барем еден одив да ми беше познат. Со Кенан Еврен ли се запозна? Нашиот кмет беше превртлив човек, без карактер. После само еден месец ја постави оваа биста во местната канцеларија. Не знам од кај ја најде. Кој му ја даде? Тогаш му реков на кметот. Јас ке ти ја пренесам стоката. Ама ке ми ја дадеш оваа биста. Се разбравме ли сега? Ме опцу и ми рече дека да не беше оваа биста, жандарите досега ќе не уништеа. Знаеш ли кој е овој човек? Му одговорив дека знам и дека стоката ќе му ја пренесам во Истанбул сокриена во таа биста. На вистина ли така ја пренесе? Баш така. На секоја контролна станица дури ме поздравува. Не те прашаа зошто ја носиш таа биста? Ме праша. Им реков дека Кенан Еврен многу ми значи. Дека ми е како татко. Толку многу го сакам, што му изработи бистата и ќе му ја поклона. Тоа ли ти беше првата испорака? Да, А потоа? за потоа ќе ти кажам друг пат. Зошто не го искористи мозокот за некоја убава работа? Што друго можев да направам? Да го слушав татко ми, цел живот ќе ми поминеше со мазги. А сега сум толку богат и моќен што не можев ни да замислам. Ме радува што Кенан Еврен барем на еден човек во оваа држава му помогнал. Ме радува. Татко, тој ми е татко. А јас пак си помислив, чиј син си ти? Сакам да ти кажам, Полат Алемдар, дека јас парите не ги заработив лесно. Јас сум човек што стоката сам ја пренесувал и кога имало стотици контроли. Сега ти ми велиш дека ќе ме стопираш да ја вршам оваа работа. Каде сум го кажал тоа? Си ми ја расипал стоката и си ја пратил во Германија. А лал нека ти е. Тоа го направи пред мои очи, јас бев невнимателен. Можно е, се случуваат такви несреќи. Ама, ако уште еднаш ми го попречиш патот, ко заврне дожд врз мојата стока, ја погоди гром, потоне брод, или пукне гумата на шлеперот со која пренесувам, нема да ти остане ниту дом, ниту пријател, ниту ти ќе преживееш. Јаша Рага, ако татко ти го дал името, тоа не значи дека долго ќе живееш. Затоа што досега само еднаш си патувал заедно со ангелот на смртта. Јас целиот свој живот го поминав заедно со него.
Си ја проширил работата, соработуваш со терористи, американци, германци. Си стекнал многу познати. Добро си се испазарил со ѓаволот. Ама мене се уште не ме познаваш. Не. Добро се распршав за тебе. И што ти кажаа за мене? Ми кажаа дека си голем човек. Дека си голем син на големиот татко. Но татко ти се откажал од тебе. Така ли ти кажаа? Чекај тогаш јас да ти кажам. Тој татко, државата, неговите деца испаднаа толку многу лоши, па соработуваа со такви како тебе. А таткото не можеше да најде свое чедо, кое ќе му ја поврати својата гордост и чест, за на крај да ја најде својата правда. Ми рекоа дека на тој пат тебе ќе те нема. Ке ги нема твоите најблиски, твоите сакани. За тебе нема иднина, нема надеж. Но ако ти не тргнеш по тој пат, тогаш никој друг нема да тргне. Сметајте на мене, им реков. И идентитетот ми го сменија, прифатив. Лицето ми го сменија, прифатив. Се што имав го жртвував за својата татковина. Погрешив? Не погрешив. Тргнав по тој пат, им ги искршив забите на сите великани. Да ти ги набројам? Томбаладжи Мехмет, Љад Зија, Хусреф Ага, Неджми Пилата, Килич, Караханли. Искендер имаше еден, Искендер Велики. Јас од тие што ги погребав можев да исполнам цело гробиште. Јаша Рага ниеден долго не живееше од тие што ми се закануваа мене. Ајде тебе да те видам. Ајде тебе да те видам. Ако сакаш да пренесеш 1 грам дрога, тогаш врзнеа ќе наврне дожд. Ќе настрада цел шлепер. А не само неговата гума. Јаша Рага, а ако сакаш долго да живееш, врати се на професијата на татко ти. Шверцуе со мазги. За тебе тука нема повеќе леп. Среди ли, Илхан? Среди фага. Полат, Аламдар. Заборави да ти кажам. Ти донесол специјална баклава. Ја стави во гепет. Не требало да се трудиш. А како? Тоа ми беше задоволство. Ти клучевите од колата им ги даде на тие луѓе? Ги дадо бото. Сака да ја препаркираат колата. Застани десно. Отвори го багажникот. Уште еднаш немој да направиш глупост и да ги дадеш клучевите од колата на некого. Денес главата на професорот, утре твојата ќе ја стават. Затвори и дојди. Да ги види парите. Па да видам дали нешто ќе му биде. Нели, Џефер? Така е, Вујко. Изо, врз овие
Kenan Evren, Cemal Gürsel, Madame Oglu nešto ne пишува? Не те разбирам. Ако не се разбра, по-добро. Абе, браче, ти кога ми ги даваш готовиниве, добро правиш, но... Знаеш дека јас сум старомоден човек. Парите ги кријам под перница. Кога ќе се наполни перницата, го полнам јорганот. Штом се наполни, ги ставам во душекот. Потоа почнувам да стражарам покрај нив. Зарем уште го правиш тоа, Заза? Нели ти реков јас тебе? Јас сум преисториски човек, не сум од оваа епоха. Сакаме некаде да ги сокриеме парите. Знаеш дека имаме проблеми со тој неранимајко унзал. Сега во банка да ги ставиме, државата ќе ни ги земе. Под перница, ако ги чуваме, душманите ќе ни ги земат. Уш, изе тага ме пикна во оваа работа со цигари и ме остави без сон, значи. Кој од богатите ги држи своите пари во банка или сеф, Заза? Секој си има некој посредник. Тие посредници не ќе можат да издржат. Ќе ми ги украдат, јас нема да можам да издржам, па ќе ги засакам. Така ли е, Джафер? Многу ги сакаш, Вујко. Ајде, не треси. Луѓето работат со милиарди. Зошто би украле твои пари? Ха! Како ти да имаш некој познат? Господине, наместо тука да го однесевме Шарафетин во мојата канцеларија? Тунџај, гледај си ја твојата работа. Трнете ги возилата некаде каде што нема да се видат. Превземете мерки надвор, но немојте да реагирате. Оставите ги луѓето да влезат натре. Повелете. Од каде е сега ова? Тоа е заради вашата безбедност. Нели немаше да дознаат каде сум? Дознале и тука ништо друго не може да се направи. Ти не грижи се, Шарафетин. Јас ќе ти дадам боловање. Едно време нема да одиш на работа, а за тоа време оваа работа ќе се среди. Земете малку али што со себе снао. Еден период ке живеете надвор од оваа куќа. Брат, наместо тука да го чекаме Јашар да одиме и да му се нафрлиме. Тој ни направи една финта, сега е редот на нас. Тогаш јас да одам и да ја завршам работата со боловањето. Како и да е, вие сте тука, нели? Тунџај, немој да се движиш наоколу. Не грижете се, подло ќе мирувам како микробите. Дојду, абат. Во ред, Џахид.
Нема. Нема. На колена! Оди и поздрави го Јашар. Од сега натаму ке зажали за се што ќе направи. Ке зажали за своите луѓе. А ако се осмели да пипне некој од моите луѓе, тогаш нека жали за самиот себе. Пукајте им во нозете. Овие пари не се доволни. Ви кажав дека станува збор за голема работа. Не разговаравте ли со Шахмаран? Шахмаран не ми е братучет, па да разговарам со него кога ќе посакам. Кажи му на Шахмаран, кој не ти е братучет, да прати уште пари. Тој ќе свати што сакам да кажам. Можеш да си одиш. Ајде, ајде бегај. Шереф за Заоглу треба да дојде. Пратете го кај мене. Повелете наваму. За какви пари збориш, Зозан? Човекот како го ме испративте ми рече дека се работи за доходовна работа, но ако му испратите пари за кратко време акциите многу ќе пораснат. Дознај ги деталите и дојди да ме ги кажеш. Во врска со должностите што ми ги дадовте председателе, се уште ги немам добиено извештаите од Лале Зара. Јас извештаите лично ги земав од Лале. Сега имаме поважна работа од тоа. Веднаш да дојдеш и да ме известиш за работата. Ви треба ли нешто од метрополата, председателе? Ти наредувам веднаш да дојдеш кај мене. Војче, ова е поголемо измачување од она претходното. Ми го стави ова на врат и не можам да дишам.
Викаш крвта не оди надолу ли? Ти велам дека ќе умрам, ќе цркнам. Мене убаво ми стој вујче. Навекни се, синко. Од сега натамо, со луѓе парајли ќе си имаме работа. Порано го имавме лихварот Абдо. Можеш и со папучи да одиш кај него. Тој не гледаше во краватата, туку во парите. Ајде. Хај! Што направи имдат? Се случило нешто, господа? Абе, Керко, штом тука ставате стакла, човек ќе стави еден знак тука нацртано, варусано. Стани. Дојдовте. Јас сум Бариш Гјувен. Шереф за заолглу. Джехвербек. Имдадбек. Мило ми е. Мои внуци. Мило ми е. Господинот Изет ми кажа за вас. Нека е жив. Сега, брате Саваш. Бариш. Саваш, Бараш. Браќа се овие. Види, брате. Ние, фала Богу, имаме пари. Војче, немој да кажуваш бројка. Види, сега седиш на масата. За сега нема да кажам бројка, ама многу пари имаме. Го знам тоа. Од каде знаеш? Знам дека сте многу активни по улиците и дека економски добро стоите. Изо ти кажа. Не, го знам тоа од порано. Гледаш ли, Джефер? Војко ти го знае цел свет. Нека умре тој што не знае, Војко. Велиш? Сега, брате Саваш, за тебе кој стои? Кому му веруваш? Значи, кому му веруваш и ја тераш оваа работа. Господ ли, додека моите пари се кај тебе, нормално без навреда, ти можеш да умреш. Ако те киднапираат, ако ти се затне срцето, ако ти го отсечат јазикот, ако ти откинат раката, кој тебе ќе те спасува? Значи јас, маката кому да му ја кажам? Парите од кого да си ги земам јас? Ова е институција, господине шереф. Јас ке ги знам вашите тајни, но сигурноста ви ја дава оваа меѓународна институција. До денешен ден, ништо се нема случено со парите на ниеден наш клиент. Сите беа задоволни од нашите услуги. Меница, ќе ми дадете меница? Ние не сме лихвари. За возврат на вашите пари ќе ви дадеме акции. Што зборуваш тогаш? Не се бил лихвар, ти си давал меници. Джехвер, таа кравата ти ја ставив за да ти го стегне вратот и помалку да зборуваш. Сега, брате Саваш, ние сакаме шпикулација да направиме. Дајте му ги парите. Во кој сектор? Кого? За нас не е важно. Вака, многу пари што ќе ни донесе, Види, братче, телефонот ќе ти биде отворен 24 часа. Јас ги следам случувањата во светот. Не спијам како Джефер. Тие јапонците. Тие ми се слабост. Највише сакам со нив да шпикулирам. Аби, Джефер,
кога ќе им паднат акциите, си мислиш вака како од облакодер да паѓаат. Се секираат. Какари кикири си извршуваат самите. Горди луѓе се. Ножот вака, бисмила, го брцат. Не знам дали успеав да објаснам. Што е, бе? Што блендираш? Што е, бе? Марго, инаку ќе не избега. Чекај ме. Бегај, бе! Господине Полат, некои луѓе сакаат да ме убијат. Во еден ресторан сум, не знам точно каде. Не го историја тоа, бе, братко, бе. Зошто ги исторјаш тие прелјавштини, бе? Ќе се потрудам да не умрам. Ало, господине Тунџај. Господине Тунџај. Полот Алендar. Јас ќе убијам еден цариник. Ти ќе одбереш кого? Шерафетин или Тунџај?